По 12 години се одржува една од најстарите скијачки манифестации кај нас, гордост за македонските спортски настани, се случува на Шарпланина, а таму е мојот колега Бранко Чубески. И го вклучуваме во живо. Бранко, колегите прашуваат каде е Бранко. Јас велам, ние вака сме договорени во нашата работа изминативе години. Значи, ние вака сме договорени. Едниот шета, другиот работи. Па потоа е истиот работи, другиот шета. Овој што шета, каде ли е сега? Добро утро, Јована, добро утро колегите кои што прашуваат каде сме, на Попова шапка сме. Добро утро Македонија. Се јавуваме по повод 41-то издание на Шарпланинскиот куп, некогаш најголемата скијачка манифестација во регионот. Денес за жал во друго издание, меѓутоа на огромна радост се враќа повторно на скијачката мапа. Инаку за шетањето глаголот шета е преголем за она што го правиме тука. Дојдени сме да работиме и секогаш кога одиме некаде неисцрпно се трудиме да им пренесеме на гледачите што се случува таму каде што сме. Поздрав до младите кикбоксерки, и тука има многу млади деца кои што полека му се враќаат на скијањето, а ваквите турнири, ваквите настани, ваквите организирани спортски манифестации се тука за да не потсетат нас повозрастните и за да ги подучат и научат помладите колку некогаш спортот имаше големо значење во Македонија. Се надеваме дека ќе има и понатаму. Застанавме на јубилеот некаде со Шарпланинскиот куп, меѓутоа гости од 5 земји оваа година 2025 се тука со нашата заедно со Македонија 6 вкупно земји надпреварувачи кои што ветуваат дека ќе има добри надпревари. Имаше топло време во текот на вчерашниот ден, патеката мораше да биде, односно целта мораше да биде поместена малку повисоко, но за сите требаше да бидеме заедно со техничкиот секретар тука Милан Божич, кој што е еден голем господин, доаѓа од соседна Србија и можеше да ни долови што некогаш значел Шарпланинскиот куп. Ке се обидеме тоа преку интервју да го обезбедиме за гледачите на македонската телевизија. Сега сме заедно со Дејан Пановски, претседателот на скијачката федерација, кој што ќе исто така и тој знае што се случувало тука, затоа што беше надпреварувач. Прво, добро утро. Добро утро на сите. Да, тука сме после 12 години. Јас сум повторно тука после 24 години. Настапував тука пред 24 години, последен пат. И тоа беше еден последен мој настап тука, каде што и мислам дека, кога ќе се сеќавам, бев прв македонец кој што се качи на подиумот и бев вкупно на крајниот пласман бев второ место. Така да огромно е чест што сум повторно тука и што го организираме овој куп заедно. Сега во една сосема поинаква улога, една многу благородна, од друга страна неблагодарна позиција за скијачката федерација да врати во живот нешто што го снемало, што било многу големо, па тоа беше и првото прашање, ова досега беше интродукција, нели? Какво е чувството да се враќа во живот нешто што било некогаш многу големо? Па чувството е, прво да кажам дека одговорноста е огромна, затоа што оваа трка, како што кажаме, нема од 12 години, така да чувството е одлично, со тоа што заради одговорноста и тремата исто така голема, условите се тешки. Вчера имавме топли денови, завчера беше топли, беше преку 10 степени тука, стартот се помести нагоре, али сега денеска имаме Сабалево се одлични услови, температура, имаме снег, да, температурата е под 0, така да очекувам дека ќе имаме одличен надпревар денеска и утре исто така. Во однос на надпреварувачите, дали се задоволни од квалитетот на оние кои што се одзваа на поканата на скијачката федерација да дојдат тука и да се скијаат по Цирипашина? Па да, со оглед на тоа дека него нема надпреварување од 12 години, сепак мислам дека одзивот е добар. Имаме 40 луѓе на старт. Така да очекувам наредната година има многу повеќе, бидејќи сега година викаме дека ќе го направиме, тешко да се направи, немаме услови, немаме снег, оваа година имаме услови, така наредната година се надевам дека ќе биде окей и дека ќе дојдат уште повеќе надпреварувачи. Од некаде мора да се почне. Ви благодариме што одвоивте време за програмата на Македонската телевизија. Ние сме секогаш партнер на сите спортски манифестации. Еве, од вас еден поздрав за љубителите на спортот и на скијањето.
Па да, ви благодарам на вас што сте дел од тука. Ги поканувам сите да дојдат утре. Утре пак имаме слаломска трка. Во 1 часот и 30 минути имаме прогласување, ќе го даваме легендарниот шарпланинец, ќе даваме награди, така да ги повикам сите да дојдат и да ги следат надпреварите. За оние што нема да бидат тука, ви благодарим уште еднаш. За оние што нема да бидат тука, Македонската телевизија ќе обезбеди репортажа во утринската програма в понеделник. Очекувајте не и утре со содржини и в петок со интервјуа, со изјави од учесниците. Едноставно мора да му се долови на аудиториумот што значел некогаш овој скијачки надпревар и што треба да значи во иднина. Очекуваме дека овие 2 дена, денеска и утре, ќе гледаме убаво скијање, временските услови не послужија, лекцијата од Скопје е научена, капата е тука, ракавиците исто така, така што Јована нема да смрзнеме денеска, утре повторно ќе се вклучиме во живо во утринската програма. Толку за сега и поздрав од Шапка. Ви испративме со тоа дека топло чајче и супа треба со бибер супа ако може, треба, и се гледаме во петок да не слушам кивање во петок, ниту пак кашлање. Така што шегата настрана, се разбира, ја исполнуваш задачата, ја завршуваш работата и се гледаме се она што ќе снимите денеска и утре, се разбира го подготвуваме и се гледаме во петок. А дотогаш само одговори ми Накосо, како е патот до Шапка? Дали е проодно, затоа што повикавте голем број на љубители на скијањето, повикавте денеска и утре да дојдат, така што како е да се стигне до таму? Сакав на почетокот да кажам да не се грижат гледачите ако ме снема од кадарот, ќе може да излизгам затоа што сме на падина и затоа што има тазе снег и дека е прекрасно чувството да се биде тука горе. Сега некогаш и не толку одамна, за да се дојде до Шапка беше многу гужва, беше лизгаво по патот, беше блокиран патот, паркирани возила на секаде. Дали затоа што е работен ден или дали затоа што се одвикнавме од снег и од снежните услови, немаше метеж, немаше голем сообраќај, меѓутоа утре се очекува голем број на гледачи се очекуваат тука, затоа што, како што каже и претседателот на Скијачката федерација Дејан Пановски, се очекува прогласувањето, свечената церемонија, доделувањето на легендарниот подарок од шарпланинскиот клуб Малиот шарпланинец, чистокрвното куче, македонско изворно, така што утре се очекува гужвата и утре се очекува метежот. Денеска, сега за сега, како за вовет, се е во ред, стигнавме безбедни, стигнавме добро, очекуваме и утре, така да биде пријатно пред се во однос на она што ќе се случува на патеката, а и да можеме да се вратиме безбедно, нели, за да ги донесеме материјалите во Македонската телевизија. Епа, колеги, со лесно работа се гледаме и утре, те чекаме во петок.